Килограм зеленчук и овошје земјоделците ќе се одоночуваат. Ова го предвидуваат измените во Законот за персонален данок од доход што државата планира да го воведе. Според Ристо Вилков од Сојузот на синдикатите на земјоделски производители, овие измени нема да значат дополнително даночно оптоварување на земјоделците. И во иднина нашиот земјоделски производител нема да плаќа ништо повеќе средства финансиски на база стекнати од продадени земјоделски производи. Што значи тоа? Да ако до сега, на пример, ако на милион устварени средства на база од продадени земјоделски производи плаќаше 20.000 денари, истата сума ќе остане и во иднина. До сега земјоделците беа ослободени од плаќање данок ако имаат годишен приход од 300.000 денари, но со измените за овој приход треба да платат 1.200 денари данок. Земјоделците што ги анкетиравме стрвуваат дека овие измени ќе значат дополнително удирање по нивниот джеб. Немаме доволно пари. Прете, за државата треба да дадеме пари. Јас не откажам, ама нема пари да дадеме. И они ќе нам отратират преко извршител. Значи даноци, маноци, всички рачунот да стават, а дали рачунот ние дека ќе офрлиме производството. Тоа и треба да рачунот. Ние произведуваме, али рачунам на целосот чинот. Според измените, правните лица при исплата на приходите на земјоделците ќе имаат оврска да го пресметат и платат персоналниот данок на доход на сметка на земјоделецот, кој нема да доставува годишна даночна пријава до управата за јавни приходи, велат од Министерството за финансии. Основата за пресметување на данокот ќе представува разликата меѓу остварениот вкупен приход и признатите нормирани трошоци во висина од 80%, што подразбира дека ќе се одоночуваат 20% од остварениот приход. До сега лицата кои што остваруваа приходи до 1.300.000 денари плаќаа паушален персонален данок на доход и има обврска секоја година да поднесуваат барање за остварување на правото на ваквиот начин одоночување. И земјоделците кои што остваруваат приходи од продажба на земјоделски производи по зелени пазари ќе бидат одоночувани, односно ќе плаќаат паушален данок кој што ќе го утврди управата за јавни приходи. Земјоделските здруженија бараат при измени на законски решенија кои ги засегаат да бидат консултирани однапред, за да се отфрлат сите нејасноти кои се планирани да бидат применети.